Се случува ли во земјава реална градежна офанзива или пак само станува збор за скриени подготовки за брзи избори, додека се уште е во ек пандемијата од коронавирусот? Имено она на што се заборави во изминатите неколку години, сега одеднаш како да се најде во фокусот и на централните, но и на локалните власти. Се работи и во недела, но и за време на полициски час. Се крпат дупки, се асфалтираат улички, се реконструираат булевари, но и се продолжуваат активностите за изградба на локални мостови кои чинат цело богатство, а со чие финиширање се доцни со месеци. Ова зад мене е 10-метарскиот мост кој Прилеп го поврзува со индустриската зона. Тој е во тек на градба и чини неверојатни 700.000 евра. Со неговата градба се започна лани, во мај 2019 година. Потоа имаше прекини, за сега пред неколку дена повторно да се пристапи кон неговата изградба. Конкретниот 10-метарски мост во Прилеп, чија почетна вредност со ланскиот договор за изградба изнесуваше фрапантни 500.000 евра, сума која ја разбранува јавноста, пред 10 дена со амин од општината, откако беше склучен и втор договор за 230.000 евра, доби нова вредност од неверојатни 730.000 евра, пошто од пред неколку дена скромно се започна и со некакви посетни градежни активности, но денеска градежниците ги немаше. Побаравме одговори од градоначалникот, зошто безмалку цела година се доцни со изградбата на мостот, колкава е неговата вистинска вредност и кога конечно треба да биде готов. Но неговата пиар служба не информираше дека одговорите на овие прашања ќе ги добиеме на пресконференција која ќе се одржала в четврток. Инаку во Прилепскиот регион во изминатиот период се доцнеше со градежните активности на повеќе проекти, а кои беа најавувани како капитални. Меѓу нив со изградбата на клучката кај Тирс Прилеп, но и со реконструкцијата на патот Прилеп Градско, за која пред само 2 месеци имаше оптимистички најави и од ресорниот министер, но и од директорот на јавното претпријатие за државни патишта Зоран Китанов, според кого делницата Фариш Дреново требаше да биде готова до крајот на март и дека во наредниот период ќе се работело на 19 километри долгата делница до Прилеп.